Почитувани, добре дојавте. Театар комедија зад себе има една од најуспешните сезони и најдинамични досега со 10 премиери, повеќе од 120 изведби и повеќе од 33.000 гледачи. Но и прашања што остануваат отворени и откако ќе се спушти завесата. Колку комедијата денес е огледало на општеството, а колку аларм што треба да не разбуди. Кога смејата престанува и зошто понекогаш веќе не е ни смешно. Да си кажеме денеска со актерите Маја Љутков и Сергеј Димовски од Театар комедија. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добре ве најдовме. Во најавата рековме една од најдинамичните сезони на Театар комедија 2025-та. Што од актерска перспектива значи успешна сезона? Бројките, оваа статистика што ја спомна во најавата или повеќе таа енергија што се чувствува и на сцената и во салата? Ете, самите го кажавте тоа, апсолутно. Бројките, ние многу често и не ги знаеме бројките, затоа што не се занимаваме со бројки, се занимаваме со тоа што ќе се случува, која представа ќе се игра, како ќе помине представата, како ќе ја прими публиката. Значи, на крајот од денот се сведува на енергијата примена и дадена во текот на представата. Точно, мислам тоа би значило успешна сезона, дека е многу работа. Одиш во театар саба или имаш проба, вечерта играш представа, тоа би значило успешна сезона. Што е различна 2025 од 2024 на пример? Во енергијата, во она што го велите ангажираност? Што е различна? Не можеме точно најверојатно да кажеме што е различно, затоа што мислам ние постојано работиме, мислам дека и во 2024 работевме исто толку многу како и во 2025. Со истата енергија и со истиот дух работиме, да. Добро, кога работите така интензивно, премиера по премиера, 10 премиери во годината, значи речи си една месечно или ете, ако се направило пауза само во оние летни месеци кога и театарот паузира привремено, каде е таа граница помеѓу креативната возбуда и исцрпеност? Се чувствувате некогаш исцрпени? Апсолутно, апсолутно. Обично на крајот на процесот, ако се собрале две премиери една по друга, се чувствуваме баш изморени, почнуваме да се коментираме меѓу себе, изгледаш изморена, ти си изморен, јас сум изморена. Ама за сето тоа се потребни 3, 4, 5, 6 дена одмор и после почнуваме од почеток. Затоа што ние сме актерите такви битија. Да, мислам некогаш не сме истите екипи во представите, така да можеби се работат паралелно, додека една екипа работи една представа, друга подела, тоест не екипа работи друга представа, така сме успеале да направиме 10 премиери најверојатно. Да, меѓутоа и кога се случува паралелно во две да сме во исто време, не е тоа некаков проблем и не е тоа е убав умор, тоа е најубавиот умор обично. Добро, освен овие бројки што ги набројавме во најавата како 10 премиери, 120 изведби, голем број гледачи, ново и едно мини реновирање што се случи сега на крајот на годината, се заменија столчињата. Дали таа нова поголема удобност за публиката се чувствува и на сцената? Дали тоа вам нешто ви значи? Како не мислам, особено за публиката значи тоа дека имаме нови седишта кај што може да уживаат, не дека претходно не уживаат така, но сега има некаква поинаква комоција во гледалиштето. Како и да е, има нови седишта, така да сигурно им е покомотно. А што значи тоа за нас? Тоа за нас значи дека треба малку да се привикнеме на новиот сетап, затоа што долги години мислам играме на таа сцена, за тој салон, за таа публика, каде што сега со такви столчиња, каде што сега е малку поразлично. Да. Но сепак ново си е ново, така. Така. Да, ама не е лошо од кога сцена на поклон ќе погледнеш новото гледалиште. Да, убаво е. Да, точно. И позадоволни лица во публиката, веројатно. Да. Иако театарот се вика комедија на репертоарот, дали тоа може би мој личен впечаток, не знам, се почесто се поставуваат представи кои отвораат сериозни, длабоки, па некогаш и вознемирувачки теми. Дали денешната комедија мора да биде и помалку болна за да биде искрена и за да насмее? Апсолутно. Сергеј, пред да почнеме со разговорот, имаш едно фино излагање на оваа тема. Апропо комедијата и да, види, дали треба да биде болна? Болна е малку тежок збор за комедија, би кажал пред се, затоа што комедија како комедија нормално дека треба да насмее, да расположи, меѓутоа има доста жанрови на комедија, има поджанрови на комедијата самата по себе, така да сите тие представи што сме ги поставувале во минатото, а и сега, како гледам сега, Харм своди на
на телевизија како инсерт или на тој монитор таму, така да таа беше порано една од представите што беше од таков тип. Тоа е абсурд. Хармс е автор кој пишува абсурд. Прашањето е дали светов, нашето општество генерално станува посурово и автоматски на тоа се прилагодува и репертоарот на театрите во Македонија. Мислам дека светот одамна е суров и затоа сме свесни, така? Меѓутоа и представите стануваат потешки. Не би рекол. Мислам дека представите стануваат такви во нашиот театар затоа што малку сакаме да расшараме, затоа што ако се нуди само едно на публиката ќе го гледа само тоа, а има многу убави комедии што не се, како што кажа ти самиот, толку ситком или водви или такви комедии, така да имавме Мартин Макдона на репертоарот, која е една црна комедија, мислам Макдона е еден од најголемите автори во нашето време. Драмски автори, исто така сценаристи, режисер, Макдона, имавме Ревизор исто, кој е нели Гоголј, тоа е класик што секој театар треба да го има. Меѓутоа толку многу представи правиме, работиме секоја година, така да некои од тие представи си одат, доаѓаат нови. Ете Ивона принцезата од Бургунд ни е најновата. Меѓутоа имаме шарен репертоар, апсолутно. Во секој случај, да. Дали публиката во Македонија денес сака повеќе да се смее или да се препознае? Дури и по цена кога тоа препознавање не е многу пријатно. Не е комфортно. Јас сум сигурна дека публиката се препознава. Апсолутно сум сигурна. Меѓутоа сепак мислам дека е добро и доаѓа кога ќе се насмее, добро и доаѓа кога ќе избега од овој интензивен, брз живот кој го водиме многу долго и ова е некаква оддишка практично од 8 часот па натака колку трае представата, доаѓа да тоа е некаква ментална хигиена. Доаѓаат да се исчистат, да се прочистат, да се насмеат, да им се продолжи животот на некој начин. Добро им доаѓа во секој случај. Така, штом главниот мотив на публиката е да се насмее кога доаѓа во театар комедија, која е главната цел на ансамблот, на актерската екипа, кога ќе се соберете веројатно на некој колегиум, вашата основна цел што си ја поставувате е да ја насмеете публиката? Ова звучи многу обично е многу да ја насмееме публиката како збор. Бидејќи таа доаѓа по доза насмеа. Нашата примарна цел е точно да ја развеселиме, да ја насмееме публиката, да почне да се лачи хормонот на среќа, апсолутно. Меѓутоа не е и само таа цел. Нашата цел е да поставиме некакви прашања, да се одговорат некакви прашања, да бидеме ние внатре колку што е можно покреативни, да извадиме од себе разноразни начини на гледање, разноразни карактери, разноразни нијанси на карактери кои се кријат во секој актер, се разбира, и кој е предизвик да ги донесеш на сцена. Еве една во низата на премиери, последна, веројатно беше на репертоарот она од декември, Ана, нели? Да. Маја во главна улога, толкувата жена која има сеја е невидлива за во сопствениот живот. Колку оваа приказна е современа и опасно блиска на ситуацијата денес? Апсолутно современа. Значи, Ана е инспирирана од Ана Каренина. Инспирирана, не и нејзина драмска адаптација. Така. Таа е инспирирана, текст напишан од Драгана Лукан Николовски, режија на Нина Николич. Тука играме четворица актери, кои сме мешани, не се сите од театар комедија, значи јас сум од театар комедија, потоа Благој Веселинов од Македонскиот народен театар, Саша Ханџич ни е гостин и исто така Маја Зечо ни е гостин како лешка. Ана е текст, односно представа која е апсолутно актуелна во секое време. Ана е една жена која има се, а е длабоко во себе незадоволна и нестрекна, односно како што вие рековте, невидлива и се бори се за да го промени тоа нешто. И мислам дека таа тема секогаш била актуелна во врска со жената, статусот на жената во општеството. И пред 150 години било исто и сега е повторно исто. И јас искрено се надевам дека ќе во некое догледно време ќе почнат да се менуваат работите. Немате впечаток дека сепак жената денес има повеќе избор отколку Ана Каренина во тоа време пред 150 години? Или само илузиите за слобода се поинаки? Се разбира. Има избор. Не дека не. Меѓутоа целиме кон тоа да нели биде до крај слободна жената секогаш. Какви се реакциите на публиката по Ана?
Јас најдов на многу фини реакции. Практично сите дојдоа, грото од реакциите беа дека дојдоа и се поистоветија со ликот на Ана. Затоа што за време на представата ние актерите седиме, таа се игра на мала сцена во театар комедија, седиме во публика, ние актерите, и публиката ни е практично рамо до рамо. Ми можеме да ги почувствуваме незините реакции, незините воздишки. Често знаат да потврдуваат да бидат на страната на Ана во текот на представата. Генерално се поистоветуваат со ликот на Ана. Да. И тоа е за мене фантастично. Најдобрата оценка, веројатно. Да. Добро, Ивона, принцезата од Бургунд, во која па носечка улога има Сергеј. Текст исто така многу провокативен, црна комедија. Црна комедија, абсурд, да кажам. Дали македонското општество денес е поблиску до светот на Витолд Гомбрович, кој е нели автор на оваа представа, отколку што сакаме да си признаеме? Или ајде вака, кога денеска Витолд Гомбрович би пишувал представа во Македонија, кој жанр би била таа? Дали би била комедија, би била црна комедија или пак некој документарен филм многу сериозен и многу нешто што треба да не замислим? Ова е стварно интересно прашање. Мислам, цел свет во моментов живее во некоја сатира, во некоја црна комедија, во некој абсурд, така многу е лудо ова време во кое што живееме, што технологија, што се кога живеел Гомбрович, кога тоа? Јас сум убеден. Види, некако како историјата се повторува, за тоа сме свесни, некако се врти во круг и таму има нешто што се повторува, што е некој мистичен круг и Гомбрович го пишува во текстот на неколку наврати, не само една од 3-4 реплики што се напишани да ги има баш ликот на Ивона, која што го игра Елена Кузманови, која што кјути цела представа, што е една навистина тешка улога, навистина предизвикувачка, која мислам дека ја одигра брилијантно мојата Молко колешка. кој многу кажува. Да, Молко многу кажува, вели дека така се во круг. Што тоа би значило дека се е во круг, дека се повторува. Кога би пишувал Гомбрович овде во Македонија, сигурно би било истото што и го пишувал тогаш, така, тоа е некоја црна комедија, некој откачен абсурд или нешто такво. Убеден сум. Дали македонската публика е денес подготвена, има сен за вакви европски И да не е подготвена, треба интелектуални остри текстови? Треба да се подготви, треба да се навикне, мислам. Јасно е дека имаме неколку театри во градот и мислам се чувствува тоа дека кога доаѓа публиката кај нас во театар, доаѓа конкретно за да се насмее и убаво да си помине вечерта, ако и се гледа нешто друго, ако не е до смење денот, има други театри каде што одат, меѓутоа мислам дека долги години се сервира така некоја комедија кај нас и треба да се сервира таков тип на комедија како да е водвил или нешто такво, меѓутоа треба да се менува, треба да се рашара репертоарот, театарот не може да тапка во место, треба да одиме напред. А како би оделе напред ако немаме разновиден репертоар? Една од задачите на театарот е да ја образува публиката, затоа постоиме. Точно така, мислам. Секогаш била таа примарната задача. Од почетокот, од античка Грција па се до денеска е најстариот медиум и да снемаме интернет, утре пак има театар. Мора да ја завршиме нашата задача, мора да ја образуваме публиката. Така, имате една представа на репертоарот што под наслов веќе не е ни смешно. Точно, што повеќе звучи како диагноза отколку како наслов на представа. Да. Дали денес театарот повеќе констатира состојба како што тоа го правил Гомбрович во своите дела тогаш, во минатиот век? Или пак се обидува нешто да промени, како што велите се обидувате меѓу другото и да ја образувате публиката, не само да ја насмеете и да ја расположите. Како не? И во таа смисла веќе не е ни смешно. Што ви е вам смешно? Има ли нешто смешно во Македонија денес? Многу работи се смешни, на овој или на оној начин. Мислам, тоа што за мене е смешно не значи дека и за тебе е смешно, така. Јас може да се смеам на многу поразлични ситуации отколку што би се смеел ти или Маја или кој било друг од нас. Така да она што е смешно е тотално дискутабилно и различно. Тоа што мене ми е смешно и тоа што тебе ти е смешно. И дали разговараме за смешно со став или смешно како начин на расположение. Сакам да ме насмее за да се расположам. Или дали е тоа подсмев, дали е тоа сарказам. Точно, за какво смешно зборувам.
Или што не насмева, или што не расположува. Прашањето е во смисла што театарот како институција, како културна установа и должи на публиката, ако нешто може да се каже дека и должи, дали тоа би било забава, катарза или храброст да поставува тешки прашања. Сето од ова што го кажа ти Горан во моментот, апсолутно. Апсолутно, да, се согласувам. Целото тоа, мислам, ја кажа, веќе не е ни смешно. Веќе не е ни смешно, е доста смешна представа. Би кажал дека исто има некој извитоперен хумор и на тоа што се смееме таму. Ако ги земеме сите представи, во сите представи можеме да најдеме нешто од секојдневниот живот. Мислам, тоа е театарот општо, така. Меѓутоа има некои представи што се искрено потешки за следење или за гледање, или како ако си дошол да се насмееш онака на што и да е, а не си знаел на што одиш, не си направил ресерч или не си отворил да разгледаш, да разбераш за авторот или за представата пред да дојдеш во театар. Има доста од луѓето кои доаѓаат и се шокираат. Апсолутно. Имало доста често пати, мислам, особено кога ние игравме Мекдона чере во Конемара на Таа е исто Јанес така Пасик. потешките представи. Јас би ги Потешките, да, доста потешка представа. Мислам, многу се случуваше често пати луѓе да си отидат од изведба на таа представа, баш поради тоа што не направиле ресерч и не знаат што ќе гледаат вечерта. Значи, истото се случи сега, најтазе пример е на Ана. Ана, значи, не е комедија. Значи, Ана има внатре мала доза на хумор, меѓутоа никако не е комедија. И, пак ќе повторам, седиме ние актерите во публика, значи имаше една група на жени позади некаде кои гласно коментира дека ова не е смешно. Значи, очигледно тие биле дојдени да гледаат нешто смешно, да се смеат, ова што апропо ова што го кажува Сергеј, беа шокирани. Да, затоа велам колку е македонската публика и Тоа е, не провериле на што да. Одиме во комедија како што и да купиме, да, по дефолт мора да се насмеја. Како ќе се насмееме и што ќе не насмее, неважно. Како што рече Маја, живееме во динамично време, во време на серии, платформи во кое е многу тешко да се задржи вниманието на гледачот на подолго време. Што денес може театарот, а што не може ниту една камера? Има ли нешто што театарот се уште го прави неприкосновен во однос на таа комуникација со публиката и она што го анализирате ве, тргнувајќи од сите аспекти, дека публиката можеби во театарот комедија главно доаѓа да се смее, па некогаш е разочарана затоа што не била добро информирана? Самиот факт дека е во живо, дека Точно се случува сега и тука, се согласувам со е незаменливо. Да, една работа нема ни еден медиум да се спротистави или нема како да го победи театарот. Тоа е што публиката е овде, јас сум таму и ова е сега и овде и никогаш повторно. Да. Следниот пат ќе биде различно за тие луѓе што купиле карта и дошле да ја гледаат таа представа, ќе биде само за нив во тој момент тоа што јас ќе го изиграм и тоа што ќе го почувствуваме. Вајс верса, јас и публиката, тоа ќе биде сега и овде и никогаш повторно. Секогаш ќе биде различно. Апсолутен ексклузивитет. Да. И во ситуација кога велите дека се трудите репертоарот да го расшарате, да го збогатите, да понудите повеќе стилови, повеќе жанрови, значи да ги задоволите вкусовите и на оние кои дошле исклучиво да се смеат, со поголеми дози на хумор, но и да представите во други представи дози на сатира, да откриете некои паралели меѓу времето што го живееме ние денес и некои минати времења пред 150 години, или тешки представи како Черепот, каде што луѓето можеби се разочарани па се заминуваат. Има ли тема во Македонија што денес театарот се уште не ја отворил, а мора да ја отвори? На некој начин се плаши да ја отвори или се плаши да зборува или не стасал време за да се отвори некоја тема која заслужува да биде обработена во некоја доза да биде спакувана во доза на хумор и сатира за општеството. Ние гледате како јас не можам така да одговорам на тоа прашање дали има тема, затоа што представите кои се поставуваат, кои се прават во театар комедија се претходно подготвени и апропо денешницата, апропо времето во кое го живееме, значи режисерот веројатно го инспирира нешто во денешно време да ја постави баш таа представа, да биде во тек со работите. Значи не можам да ви кажам која, веројатно сигурно има теми кои
не ги поставил, а треба да се постави, треба да се одговори на тие теми, меѓутоа не можеме да одговориме конкретно кои се темите, барем јас не можам, можда Сергеј може, не знам. Не постои таква тема. Порано или подоцна ќе дојде времето и театарот ќе ја постави. Мислам, не зборувам дека можеби нашиот театар ќе ја постави. Не, јас не зборувам од аспект на цензура, туку зборувам од аспект на зрење, на авторско зрење и актерско зрење. Не, мислам дека имате нешто што чувствувате потреба да го кажете, меѓутоа се уште не сте нашле таков текст. Мислам дека имавме некој лош период за општо театарот во Македонија, да бидам искрен. Тоа беше периодот после короната. Мислам тоа беше погубен момент за театар. Мислам за сите професии што се бавиме со така, да речеме, шоу бизнис или меѓутоа тоа е минато време, бидејќи последниве години публиката се врати во театар. Години публиката не само што се врати во театар, туку општо сите театри во Македонија се чувствувам дека некако се движиме во добар правец. Не само ние како театар, сите театри во Скопје, драмски, мената, бла да не ги во Македонија генерално, да не ги набројувам сите, мислам дека почнуваат да излегуваат доста добри представи. И публиката, како што кажа, самиот се врати во театар, така да мислам дека одлично напредува театарот во изминативе 2-3 години. На добро место. Точно. Ако театар комедија беше човек, каков карактер ќе беше? Со каков карактер ќе беше? Ќе беше шармер, циник? Не, мислам дека пајлячо ќе беше, како што го кажа. Зашто така ние сме живи битија, не секој ден се будиш најсреќен во светот и расположен, така. По пат ти се случуваат работи што секој човек треба да се справи. Не сте постојано насмејани. Пред вас овде од театар комедија беше тандемот Тино Јата нас беа овде и рекоа дека предноста да се биде актер и тоа актер кој се занимава со комедија е дека професионална деформација станува смеењето, хуморот и дека така почнува да се однесуваат и во приватниот живот. Точно така, ние се мислам, атмосферата во театар е стварно феноменална. Сите ние толку се сакаме и почитуваме едни со други што атмосферата на проба, пред представа, по представа, постојано е, мислам, прекрасна. Значи не е мит дека актерите во комедија постојано се расположени на смеење. Ние додека сме на работа, додека сме баш сме расположени, додека сме на работа, на проби сме. Преубаво си поминуваме на проби се, ама како вели Станиславски, мислам, никогаш не го носи својот прљав веш во театарот, така, твоите прљави али што остави ги пред театарот, пред да влезеш во театарот, затоа што во театарот не го носиш своето бреме на публиката, не ја представуваш. Кога ќе заминете од театар, точно, си ја ставате својата друга маска, односно играте друга улога. На тоа не е родители, улога, сопруги. тоа е нешто што се вика живот, тоа не е улога, тоа сме ние практично. И во животот, дали можете да бидете постојано весели и насмејани? Не. Не постои таква не нешто. можеш, едноставно, никој човек жив не е секогаш насмеан. Се согласувам. Така, за да знаеш како е светски примери од Робин Вилијамс, од Джим Кери, нели, и тој мит за И пак ќе се вратиме тука на менталната хигиена. Точно. Тоа е нешто кое го носиш во себе, меѓутоа како се справуваш. Тоа е емоционална интелигенција. Колку си ти силен и спремен да се справиш и да се носиш со целото бреме кое ти го носи професијата, односно да се вратиш потоа во приватниот живот. Тоа не е некаква драма и не е ништо страшно. Имаме милион такви примери, како што ги кажа сега ти, меѓутоа и ние сме едни од примерите кои добро се справуваат со својата професија. И после тоа тука ќе си одиме и ќе продолжиме да го живееме нашиот нормален живот. Мислам, Сергеј ќе прави нешто, јас ќе одам децата, ќе ги носам на хоби, ќе учам со нив, ќе пишувам домашно и така натаму. Точно така, меѓутоа не е лага дека стварно сме многу расположени. Весело ни е, на вистина. На проби, пред представа, по представа. Да, и бидејќи се согласивте и околу фактот дека на театарот последниве 2-3 години му тргна и дека публиката се врати во салите, репертоарите се побогати, пошарени. Точно, Дали и актерите денес тоа го чувствуваат? Дали еве вие како актери се чувствувате достоинствено во својата професија? Дали денеска да се биде актер во Македонија е престижна Видим, најтешкиот момент за актерите во моментов што нема да трае вечно и нема да биде така за секогаш се овие мобилни телефони и некои платформи каде што излегуваат луѓе и можат да кажат што сакаат како да се експерти на темата, ме разбираш, тоа е малку погубно за нас што го поминуваме животот читајќи безброј текстови, книги за да се надградуваме себе си постојано.
Сега се бориме со некоја си онлайн алатка што се вика интернет и некој мобилен телефон и некои социјални медиуми каде што се снимам и јас кажувам денес дека не треба да пиеш вода пошто не треба, која е тотално непроверен И при тоа ставам филтри. Точно така. Се бориме со некои такви моменти како на тие медиуми. Сваќаш, меѓутоа мислам Сега дека зборувате генерално. Прашањето беше конкретно за професијата актер. Да. Значи, што се најголемите предизвици од ваш аспект и што е најголемата придобивка? И јас секогаш велам, Што е убавото, што лошо во професијата? секогаш велам, па не би можел, значи ќе тргнам, за мене најубаво е тоа што ние актерите сме едни од ретките луѓе кои имаат луксус и задоволство да се занимаваат со професијата што ја сакаат. И ние тоа треба да го цениме. Значи, за да бидеш актер, треба навистина да го сакаш. Тоа не можеш да бидеш актер затоа што, не знам, те натерале од дома да одиш да учиш на ФДУ или те натерале да се... Мислам, тоа не постои во актерството. Актерството само треба да го сакаш и треба да работиш на себе. И ние сме едни од ретките кои имаат среќа да се занимаваат со професијата што ја сакаат. Сега, апропо тоа... Институционално прашувам сега. Театарот како институција. Колку театарот, например, повеќе го чува, го негува актерот, го промовира и го поддржува или повеќе го троши? Бидејќи рековте дека сте често пати се чувствувате истрпено. Колку државата, општеството генерално и дава поддршка на оваа професија? Во таа смисла е прашање. Да, баш тоа што го кажа. Бидејќи љубовта е несомнена, мора да биде база, не може да се работи професија без ljubов, особено вашата, меѓутоа тоа е само еден аспект. Да, баш тоа што пред малку го кажав, мислам, актери како актери, не можам да да генерализирам, меѓутоа многу од нас се трудиме, ја сакаме професијата и работиме секојдневно да бидеме се подобри и подобри, да одиме напред, да се унапредуваме, меѓутоа баш тоа што го кажав, ако се прашуваме колку актерот е ценет во ова време во кое што живееме, тоа е малку дискутабилно, така, затоа што да речеме, ако години наназад било многу важно кој ќе се појави на телевизија, како кога ќе кажеше баба ми, еј Сергеј, го гледав на телевизија, тоа тогаш некако значеше нешто. Денес тоа не значи толку нешто затоа што баш како што реков, со овие мобилни телефони денеска има некакви звезди без покритие. Баш мене ме интересира од кај ги знаат тие сите факти што ги зборуваат секојдневно. Јас стварно сум забезекнат некогаш. Викам, од кај овој човек толку знае за ракетна физика? Ја не сум знал дека е толку упатен. Ме разбираш? Така да ова е едно чудно време, меѓутоа нема да трае вечно. Не знам колку ќе трае во нашата генерација, меѓутоа понатаму овие некои изгубени норми што се во општеството, тие ќе се вратат во нормала, затоа што не може вечно да трае тој тренд на зборување небулози од нигде никаде. Мислам, треба да си подкрепен со образование и со се, за да имаш став и да можеш да го зборуваш тоа. Така, за разлика од актерите. Апропо ова што го рече, не извинити, апропо ова што го рече институционално, дали сме ние заштитени или сме истрошени, јас не мислам дека некако, мислам, истрошен е многу тежок збор, природно е да се трошиш. Секој и ти се трошиш, доаѓаш секој ден на работа и водиш емисија и секој од нас се троши. Меѓутоа не мислам дека сме на лошо место. Баш напротив, мислам дека сме некако фино позиционирани, односно заштитени. Мислам дека сме добри. Така. Да, точно. Не дека нашата позиција во моментов е многу страшна, пак актерството е една таква професија што ти нуди многу во животот. Ти отвара многу врати, можеш да се снајдеш на многу места. И така да би во моментов повеќе полиња, баш тоа сакав да го кажам, и е супер. Единствено нешто што можеби треба да почне да се случува е да се снима повеќе во Македонија. Да, затоа што за да биде целосен актерот треба да е присутен секаде, како и во театар, така и на филм, серија, телевизија, така. Имаме толку многу телевизии што така можеби некако би било супер ако почнат да се снимаат повеќе работи. Домашна продукција, домашна продукција, серии, филмови, кратки филмови, како и да. Во најавата кажа дека театар комедија и огледало своевидно, кое често пати гледаме она што можеби не сакаме да го видиме. Колку македонската публика имате ваш впечаток дека е подготвена да се смее на своја сметка? Ја мислам дека за тоа се Тино и Атанас компетентни. Види, и да не е,
Ќе мора да се научи. Меѓутоа Во едно зрее и време ќе актерството, да. зрее и публиката. Веројатно Точно така, да. Кога одите вие на- се привикнуваат, може да го кажеме така, како да се привикнуваат и треба време за да се привикне. Македонија е млада држава, Да да речеме. научи да се смее на Така, своја сметка. точно така. Да. Јас сум стар колку што е Македонија, јас се чувствувам прилично млад, искрено и сум прилично млад, така да за да стигнеме до еден момент кај што хуморот ќе биде доста развиен како што е на светско ниво, треба да помине време, а за да помине време треба да се образува една цела нација и на еден друг начин, така да со тек на време. Кога сте во улога на публика и вие, кога одите на представа како гледачи, и кога си речете ова сме ние, веројатно освестени за нешто што дел од публиката не е свесна, кога треба да се насмееме на своја сметка, дали тоа понекогаш ве загрижува, до каде сме стасале како луѓе, како општество, како свет? Дали одиме во добра насока или во лоша насока генерално? Како човештво зборувам сега, на одредена фаза од цивилизацијата. Веројатно кога ќе можеш да се насмееш на своја сметка, значи дека си прифатил одредени работи во врска со себе. Значи дека ги гледаш своите мани, дека Сме си се разбудили. Да. Веројатно тоа е комплимент. Веројатно си стигнал на некој ниво каде што можеш да бидеш, каде што си самокритичен, каде што ги гледаш отворено нештата, а не гледаш ограничено. Јас мислам дека тоа не е лоша особина. Кога ќе можеш да се насмееш на своја сметка, значи дека си стигнал некаде. Значи дека си поминал одредена фаза и дека си се освестил некаде. Точно така. Да. Мене ова ми е смешно зашто мене често ме завркаваат во театар дека не прифаќам шала на моја сметка, меѓутоа ете, тоа сум јас, со тоа се Јас борам немам такво мислење за тебе. Знам Сергеј. некогаш да не прифатам, ама не знам зошто, така. Да. Меѓутоа, да, ете. И јас имам таква една мана, кај што не секогаш ги прифаќам. Може би со годините доаѓа тоа, не знам, веројатно со годините. Најверојатно, Еве јас сум да. постара од Сергеј, Мислам, веројатно. Стануваме поподготвени да се смееме на своја Позрели, сметка? да, апсолутно, апсолутно. Види, некако е чудно, ама да, најверојатно со годините. Веројатно е така. Да, најверојатно е со годините, затоа што чувствувам дека како поминуваат годините, така и јас сум се посмирен. Се опушташ, да. Да. Некако сум посмирен. Добро, а кога ние како приматели на пораки од театарот, од театарската сцена, престануваме да се смееме, има и такви моменти, дали тоа значи дека сме ја препознале вистината или дека сме се помириле со тоа? Имате ли чувство дека денес луѓето во Македонија се премногу помирени со статус кво, со состојбата во сите сфери? Генерално работата не чини на многу полиња и сите молчиме и од време на време одиме во театар комедија да се насмееме на своја сметка и на тоа што не чини. Не мислам дека е така. И да е така, како што кажав, тоа ќе се смени, е прашање на време, меѓутоа не мислам дека е така. Види, од секогаш луѓето сакаат да се смеат на нешто што е полошо од што се тие во вистинскиот живот, како што јас велам во новата представа Ивона, за да сватиш дека си добар, треба да најдеш некој многу полош од себе. Така да тоа не е некоја мистерија дека луѓето одат во театар и сакаат да гледаат некој палјачо што е сега тогаш на сцената или како што Атанас вели во веќе не е ни смешно во последниот монолог дека онака какви глупости правиме, колку се бламираме за да ве насмееме. Тоа е од секогаш така, хуморот бил од секогаш така. Чарли Чаплин ако не се сопне 10 пати и да падне, тоа веќе станува не толку смешно, така. Ама Чарли Чаплин од тогаш па се до ден денес се знае што е формулата на смешката, се сопнува, паѓа, тоа е малце шашав, јас одам да го гледам, јас се чувствувам дека не сум шашав, одам право по улица и тоа мене ми е смешно, дека тоа е некако полош од мене. Ама не, тоа со тек на време ќе се смени, мислам, ако зборуваме за од светски рамки гледано и тоа каде е Македонија со нејзиниот ментален склоп и со начинот на хумор, би рекол дека сме далеку, но сепак блиску. Не знам како оваа метафора што ја кажав ќе звучи и на гледачите и на тебе. Шекспировски беше. Па да, ете, тоа е. Има смисла, има смисла. Ако има смисла, има смисла. Ако нема, најдете, ја не знам. Да, полека треба да привршуваме, би сакал уште едно прашање како резиме, повеќе по една ваква, како што ја најавивме, успешна театарска сезона на театар комедија. Кои се вашите впечатоци, со какви импресии публиката ќе ја памети сцената на театар комедија во 2025 како ќе си
Ке си замине со насмевка, со немир или пак со надеж? Што пробудивте во публиката со сите тие 120 изведби и тие 33.000 гледачи? Со кое чувство доминантно ќе Сите бидат во различно. Ќе има од се по нешто. Ќе има од се по нешто и најважно е дека ќе има надеж да до 26-та здравје дојдат повторно се радуваат и гледаат нешто кое ќе ги држи будни. Добро, ако 10 премиери беа во 2025, за 2026 репертуарот за првите месеци е подготвен. Имате ли колку премиери ќе има до година? Па тоа не можам да го откривам, тоа би го оставил на луѓето што Професионална тајна. Да, точно. Тоа си има луѓе кои се вработени за тоа, можеби ако го повикаш директорот ќе зборува малку повеќе. Меѓутоа не планирате да потврлите, веројатно. Никако. Се разбира дека не, се разбира Нема дека враќање назад. Не, имаме нови столчиња, имаме Тие столчиња треба да фатат патина сега. Така е, во Треба да право се е, искористат, да. Треба да фатат патина. Така. Маја Љутков, Сергеј Димовски, ви благодарам многу за гостувањето во денешното издание. Фала ти на тебе, Горо. Почитувани, се надевам дека уживавте во разговорот со Маја Љутков и Сергеј Димовски. Останете на оваа фреквенција, имајте убав ден, довидување утре во истиот термин.